Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во вечерашната епизода од подкастот ВМРО ДПМН зборува Унија на жени. Вечерва разговараме со доктор Ленче Нелоска, докторка, менаџерка и особено активна личност во локалната самоуправа. Таа успешно ги комбинира медицината, политиката и јавната служба. Ке зборуваме за теми поврзани со здравството, но и женското лидерство, учеството во локалната самоуправа, важноста на жените во политиката. Говориме за предизвиците со кои се соочува една жена на вакви лидерски позиции, како и за незините визии за иднината. Останете со нас на инспиративен разговор со Ленче Нелоска, каде ќе споделиме искуства, идеи и визии за една поправедна и поинклузивна иднина. Добро вечер, Ленче, и добре дојдовте во вечерашниот подкаст. Добро вечер, благодарам за поканата. Ке започнеме најнапред од вашата професионалност. Вие сте особено искусен доктор кој поголемиот дел од својата кариера го има посветено токму во здравствените установи. Специјалисте во неколку области, во јавното здравје, во дерматовенерологија, бевте 10 години директор на геронтолошкиот завод и 4 години подпредседател на лекарската комора. Што представува за вас професијата доктор? Како е да се биде жена доктор? Какви се предизвиците кои што вие ги имавте како жена доктор? Па мислам уште еднаш да се родам повторно, пак дека ќе бидам доктор. Значи, медицината е нешто што го сакаш или не го сакаш и го посветуваш животот на неа целосно, затоа што, како што велиме ние, доктор секогаш е во прво оделение, цел живот учиш, цел живот осознаваш. Јас само да коригирам малку, јас сум специјалист дерматовенеролог, а магистар по јавно здравје. Така да академската нели од стручната звања. Почнав да работам на село во Радуша, периодот на војната, 2001 ме најде таму, кога почна да пукат 50 метри од кампот кај што работев со бегалци, беа пламениците, да кажам, на огнот. Потоа ме пратија во Буковиќ да вакцинирам деца и тогаш се случи Карпалак несреќата. Така да во тој период така малце се шетав од едно место на друго, за после да дојдам во здравствен дом на школски диспанзер, па специјализацијата, и потоа во геронтолошки завод, денес на специјална болница за геријатрија и палијатива, и повторно после во здравствен дом, во периодот додека бевме во опозиција, јас бев пратена од власта на СДС и на Дујна при воспитување на работа по скопските села, општина Газибава таму. Меѓутоа лекар е лекар, тој кој што си ја сака работата во секоја една должност, да кажам, што е, ќе се сработиш, коректно ќе се одработи, така да не е тоа проблем, луѓето само си ги покажуваат собственото ниво и вредности кои ги имаат. Сега сум повторно во специјална болница за геријатрија и палијатива како лекар на одделение и многу ми е драго што сум повторно во институцијата, затоа што многу ми значи таа институција, многу од себе вложив, да кажам, во периодот додека бев директор во болницата. Ја направив просто видлива во здравствениот сектор. Претходно, она што во фокусот секогаш биле клиниките, 8 септември, големите болници и така. Геријатрија беше сметана за дом, меѓутоа ја направив просто видлива со реформите што се направија внатре, со воведување на протоколи за промена на негата, протоколи што се од европските асоциации. Бев во меѓувреме во тој период 4 години член на бордот на директори на Европска асоциација за декубитални улкуси и просто луѓето почна да ме препознаваат по тоа раните одлежења кај пациенти кои што долго време се во кревет. Значи во геронтолошкиот завод тогашен направив процедури за превентива и за третман, домашна посета, дневна болница, значи тоа се функционираше во еден одличен систем. Додека во 2017 година не се смени власта и просто тоа се шкртна како вака со пенкало, као не важи, Ленче го направила, од ВМРО е направено, не треба.
И за жал се уште тоа не е воспоставено како што треба, меѓутоа се надевам дека следно ќе биде една од првите работи кои што ќе се направат и ќе се воведат. Инаку жена во медицина во Македонија, најголем процент од луѓето што работат во здравство се жени во Македонија. Да. Меѓутоа некако сепак оние хируршки потешки гранки, да кажам, и менаџерските позиции се уште се резервирани за мажите. Не сум имала никогаш во животот, да кажам, некои предизвици полово, така, предизвик за тоа што сум жена да имам некаков проблем. Меѓутоа е забележливо тоа дека се уште, значи, менаџерските позиции се уште се некако резервирани за мажите. Иако имаме жени директорки, мислам, во добар број, меѓутоа далеку е од она биолошка 50-50%, нели? Да. Така да. Да, ја споменавте гериатријата. Поголем дел од вашиот работен век го поминавте нели таму. Какви се перспективите на гериатријата во Македонија? Мило ми е за прашањето, затоа што Македонија, како и Европа и светот, западната цивилизација, да кажам, старе, тоа се евидентни статистички податоци на било која веб страна, стручна, национална да погледнете. Значи, возрастната структура на населението имаме се повеќе постаро население, се помалку деца се раѓаат, така што сега е периодот кога е ургентно да се превземат мерки, затоа што ние ќе бидеме во суштина генерацијата на која што ќе е неопходна добро развиена гериатриска мрежа и структура. Она што јас лично сметам дека треба да се случи и многу ми е драго што е тоа исто така и во програмата 1198 планирана регионализација, нели, на здравството, да, на сите сектори во здравството, гериатријата како дел од здравствениот систем. Значи, низ Македонија имаме ние многу болници кои што се просторно неискористени, простори кои што можат да бидат многу лесно и брзо опремени и адаптирани за потребите на гериатриски одделенија. Докторите специјалисти од специјалната болница за гериатрија и палијатива во секој случај може да функционира оваа институција овде како референтен центар заради искуството, нели, кое што го има скоро 70 години. Меѓутоа би било најидеално да може насекаде да се отворат тие гериатриски одделенија со капацитет различно зависно, нели, колку е потребно. Дали ќе биде во Битол или ќе биде во Кочани, значи зависно од популацијата која што ја има. Таму тоа се лесно проверливи, да кажам, податоци, така да луѓето на кои што ќе им биде неопходна медицинска грижа сепак да бидат поблиску до семејството. Сега во моментов од цела Македонија доаѓаат во Скопје. Да. Оптеретување за сите, и за семејствата, и за пациентите, нели, ретко можат да се видат, далеку е, а вака кога би биле во едно место, значи може да помина да претрча секоја попладне да се видат, така да ќе биде по адекватно таквото распределување и мислам дека веќе се работи на овој проект за регионализација, така што меѓу другото и за гериатриските центри. Тоа што имаме вечерва гостин докторка ни дава за право да разговараме малку подетално на оваа тема. Остануваме, значи, понатаму на здравство, секако дека гледачите ќе ги интересира што е она што е актуелно во моментот во здравството. Што се случува, например, со актуелните вработувања на специјализантите? Што се случува со инвитро оплодувањата и така натаму? Можете ли на оваа тема малку подетално да ни раскажете? Значи, уште пред изборите, јасни беа бројките дека околу 1100-1200 луѓе работат во здравствениот сектор со договор на дело со нерегулиран статус. И во нашата програма беше дека овие луѓе ќе добијат конечно решение, ќе добијат решавање на ова животно прашање. И колку што сум информирана, веќе е во процедура и веќе следниот месец мислам дека треба да се отпочне со реализација на овие вработувања.
Меѓу другото, исто така, во најава е и околу 600 специјализанти кои што во две фази, во две етапи треба 300 во оваа година, уште 300 во другата година да бидат вработени во здравствениот сектор онаму каде што се потребни тие специјалности. На тој начин ќе се затворат тие акутни проблеми кои што ги имаме во системот, иако има многу наталожени проблеми вкупно во целиот здравствен систем, затоа што во изминативе 7 години, како што се урнисаа сите други институции насекаде, здравствениот систем е исто така урнисан, тој обстојува благодарение на професионалците кои што си ја сакаат работата и се движи просто по инерција заради потребите на пациентите, меѓутоа дека системот е урнисан се забележува по тоа што веќе насекаде излегуваат проблеми на површина кои што сегашните менаџери имаат многу тешка работа. Треба да милион работи да средуваат, што вели една колешка, кај да згазнам ленче труло е. Се соочуваат со толку непредвидливи нешта. Ние знаевме претходно, нели, дека ќе има многу проблеми, меѓутоа откако се влезе внатре се види дека тоа навистина одново да се гради треба сето тоа. Така што овие вработувањата се горлив проблем кој што ќе се завршуваат. Она мене што лично ми значи ќе се работи, односно во тек е апдейтирање, обновување на упатствата за лекување на пациентите со медицина базирана на докази и она што е најбитно, развивање на болнички процедури и развивање на патеки на движење на пациентите, каде ќе може да се движат пациентите, да нема она лутање од една болница до друга болница, од една клиника до друга, туку посебно за секоја дијагноза ќе се развијат патеки на движење на пациентите, што ќе ја олесни работата и на докторите, меѓутоа ќе биде од помош и на пациентите. Спомнавте за инвитрото, значи она што е многу важно, за прв пат нели влегува во програма дека на клиниката за гинекологија и акушерство ќе се планиране да се направи центар за инвитро фертилизација, затоа што ние имаме еден куп приватни болници каде што се работат овие процедури, меѓутоа во јавен сектор се уште е невозможно, за жал. А имаме прекрасни доктори, значи таму кои што ќе бидат пресрекни што конечно нели ќе се случи вакво нешто. И она што мене многу ме израдува е тоа што во тек е измена на закон каде што бројот на ваучери кои што ќе ги добиваат жените, семејствата кои што се во процедура за инвитро оплодување, значи од 3 се зголемува на 6. Така што можноста се дуплира, да кажам, и надежта нели на секое семејство, на секоја една жена што сака да стане мајка е уште поголема, со тоа што ќе се нема да бидат изложени на големи трошоци кои што подразбират нели приватните процедури. Така што мислам дека ова е една феноменална вест за сите жени во Македонија. Одлично, оваа вест ќе ги израдува многумина. Оние кои се соочуваат нели со таков проблем, да, точно. Да. Вие сте долги години членка на нашата партија, сте поминале низ многу скалила, се до неодамна, кога дојдовте и до едно повисоко скалило, а тоа е да станете членка на извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Ме интересира која беше вашата мотивација најнапред да се зачлените во една ваква демокристијанска партија? Јас сум членка од 99-та година со пристапница. Инаку имам работено буквално на сите избори од осамостојувањето, како студент прво, па понатаму. Значи, просто немаше дилема за тоа каде ќе работам јас. Значи, немаше дилема дали некоја друга опција е во прашање, значи опцијата беше таа една. Јас сум од семејство каде што мојот дедо е 51 година, на мајка ми татко е 51 година опуштиле дома да умре, откако со месеци бил измачуван во затворите од УДБА и баба ми израснала сама. Мајка ми и тетка ми и вујко ми кои што биле, вујко ми 7 дена, мајка ми и тетка ми близначки по 3 години. Значи не беше спорно на каде ќе бидам јас. Нашето семејство е, да речеме, така сум расната, така сум воспитувана, така што тоа беше само беше прашање дали јас нели да се вклучам или не, или така како поддржуваат. Само и 99-та година станав член.
Па бев секретар на општински комитет на ВМРО ДПМН во Ѓорче Петров. И од 17-та година председател на Унија на жени на општински комитет и еве сега нели ова нова позиција за која што сум благодарна нели за можноста, па се надевам дека ќе дадам придонес уште повеќе во работата на најголемата женска организација во Македонија, што е мотив повеќе уште нели да се продолжи. Одлично. Покрај тоа што сте докторка, менаџерка, неизбежно е вечерва да го споменеме и тоа дека вие сте жена председател на Совет на општина Ѓорче Петров. Вашето искуство во овој дел, какви се предизвиците со кои што се соочувате таму и на кој начин функционира Советот во Ѓорче Петров? Па во Ѓорче Петров ние имаме мнозинство во Советот, така што она што беше програма на градоначалникот се спроведува без проблем, земајќи во предвид дека кога дојдовме на власт Ѓорче Петров беше во долг од 3 милиони евра, за сега да имаме еден фантастичен буџет и реализација со уште повеќе планирани капитални проекти за општината. Она што е видливо на локално ниво е таа неформална коалиција меѓу СДС и Левица. Значи, толку координирано делуваат да, значи дури нели ние често на шега кажуваме дајте официализирајте веќе ова коалиција, нема смисла. Јас сум многу среќна за тоа што направивме многу добри работи во Ѓорче Петров. За прв пат има таква експанзија, за прв пат, значи, после децении се изгради една градинка се изгради, други две се една е во градба, една е следно треба да почне, мислам планирана е веќе треба да се почне со изградба. Ветивме Ѓорче без кал до крајот на мандатов тоа ќе биде завршено. Значи спортски сали, игралишта. Ѓорче Петров има комплетно еден друг лик за прв пат од своето постоење. Затоа мислам дека на локалните избори воопшто нема да имаат дилема ни граѓаните и дека Ѓорче Петров ќе има уште поголемо мнозинство во Советот, а градоначалникот секако во првиот круг. Одлично. Не се сомневаме во тоа, со оглед на вашата голема работа и труд кој што го вложувате за општината. Оваа тема би сакала да ја затворам со едно прашање во врска со мајчинството, бидејќи навистина со гордост секогаш се споменува вашето име и мотивација за сите жени кои што имале потешкоти при реализацијата. Вие сте навистина еден успешен пример и доказ за тоа што дека навистина со решителност и со визија секоја жена би можела да достигне она што го посакува. Мене би ме интересирало секако и јавноста на кој начин се справувате сега, односно како го постигнувате балансот помеѓу приватниот и јавниот живот. Сега сум во една нова улога и улога на мајка. Значи имам 3 години уште малку ќе направи син ми. И родив на 53 години, што значи дека секоја една жена која навистина сака не треба да се предава додека има нели можност, така да еве јас сум жив пример дека е можно. И тоа е една нова радост, да речам, во мојот живот, нова димензија. Меѓутоа како едно родителско семејство, нели поддршка секогаш е потребна од моето пошироко семејство, од пријатели, од другари со кои што сме цел живот, другарки, односно со кои што сме цел живот заедно, така да Исак расне обкружен со многу луѓе од бебе, навикнат е на нив. И секогаш кога е потребно нешто, нели јас да бидам отсутна, воопшто не е проблем, затоа што фала Богу имаме доволно луѓе околу нас кои што он ги сака и воопшто не е проблем да остане, нели, не му недостигам, да кажам, тие неколку часа, добро е згрижан. Во делот на работата истото си е, мислам, континуирано, така што ако добро се организира човек, може да се подреди се, ефикасно да се искористи времето и да се постигне она што се сака. Само треба мотивација. Така е. Мотивација сте, верувам, за многумина. Навистина ви благодарам за овој инспиративен разговор.
Разговорот со вас всушност ни покажа дека жените во медицината, во локалната самоуправа и во лидерството носат една исклучителна енергија и визија за позитивни промени. Се надевам дека вашата приказна ќе инспирира многу други жени да ја следат својата пасија и да се борат за своето место во општеството. На крајот на денот не е важно само што правиме, туку и како го правиме. Со срце, посветеност и верба дека можеме да направиме еден подобар свет. Ви благодариме што бевте со нас, а ви благодариме и вам, почитувани гледачи, за вашето внимание. Со вас се гледаме повторно следниот понеделник, 20 часот, на каналите на YouTube и на Facebook страницата на ВМРО ДПМНЕ. Останете и понатаму со нас и имајте убава вечер.